понеделничко издание на регионалните вести. Председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски во рамки на проектот Лице в лице со председателот денеска беше во посета на општина Тетово. Целта на проектот, како што изјави председателот Пендаровски, е да се запознае со значајните личности и објекти во градот, нивните предизвици и проблеми. Како председател можеби не можам директно да помогнам во разрешување на проблемите, но можам да влијам да се решат истите. Со млади иноватори кои мислам дека заслужуваат далеку поголема поддршка од општеството, од државата, од системот. Тоа се позитивни примери кои го надминуваат во многу и нашето општество, не само границите на својата општина. За жал, до овој момент не добиваат доволно поддршка од државата. Јас би сакал да малку да пробудам свеста и на генералната јавност, меѓутоа и на надлежните институции да им помагаат, че од спортски работници преку иноватори бев во еден од најпознатите воопшто објекти во нашата држава од аспект на историја, култура, цивилизација, Шарената џамија. Бев во најстариот фудбалски клуб во нашата земја Љуботено, кој оваа година слави огромен јубилеј, едно столетие од постоењето, и за жал уште кубурат со финансии не може да го затворат тоа, ако сака да направат само една скромна прослава. Рече Пендаровски. Тој одговараше на прашање поврзани со актуелната политичка состојба. Оптимист е дека изборите ќе се одржат на 12 април, а во меѓувреме вели дека државниот врв води интензивна дипломатија во врска со евентуалното добивање на датум за преговори. Инаку јас ги повикав лидерите за европските интеграции. Тоа што на таа иста средба договорија и датум за избори беше пред тоа што ти има политичка волја тоа да го направат во тој формат. Значи не е мое да кажам дали изборите треба да бидат на 12, не беше мое ни претходно, не ни сега. Она што би сакал да го коментирам во однос на можноста, имате, ја загатнувате ова што прашање, за некакво одлагање, тоа е колку ја разбирам до овој момент, врзано со евентуалната ратификација на пристапниот протокол кон НАТО и во нашиот парламент. Бидејќи од кога ќе завршат сите ратификации, кај сите земји членки, веројатно последна ќе биде Шпанија, ние исто така тој договор треба да го ратификуваме во македонскиот парламент. Чи во однос на тоа јас мислам дека не треба да има никаква дилема. Парламентот постои и е активен, функционира додека не се избере, додека не се конституира следниот парламент. Исто како со владата. Значи пратениците имаат мандат до последниот ден, додека не се верификува мандатот на следната постала пратеници. Значи ако затреба, ако баш во тој период биде некоја голема потреба временски зборува кај нас да се ратификува тоа, нема никаков проблем и оваа постава на парламентот да го направи, и при тоа би апелирал да не се занимаваме со технички и правни образложенија. Јасно е, уставната норма е недвосмислена во тој дел. Ако затребне да може војна ги, што ќе речеме, ние немаме парламент, таа работа. Кога имате, правно кажам, кога имате техничка влада, мора да имате и парламент со такви специфики, значи и технички парламент. Не може да постои само техничка влада, а парламентот воопшто да не екзистира. Меѓутоа велам да не навлегуваме во тие правни дилеми и експликации. Она што е за мене неспорно е, дај Боже да дојдеме до таа ситуација порано, ќе го ратификуваме, па не знам без разлика кој месец да биде. И не треба воопшто датумот на изборите да се доведува во врска со тоа, не можеме да го ратификуваме бидејќи ќе немаме парламент. Што не е точно. И јас мислам дека волјата на лидерите сите до еден, кој за многу куз временски период тоа го договорија на средбата кај мене, треба да остане до крај. Сериозни луѓе кои потпишуваат договори, кои објавуваат тоа јавно, се држат до своја збор. Истакна Пендаровски. Ова е трета посета на председателот Пендаровски во рамки на проектот Лице в лице со председателот. Врнежите од дожд предизвикаа голем сообраќаен метеж во Тетово. Најмногу возила и чекање има на улицата Видеосмилевски бато, каде е блокирана десната коловозна лента заради паркирани возила кои товарат роба. Долго чекање на семафор, колона од автомобили, блокирана една коловозна лента. Вака утрово изгледаше улицата Видеосмилевски бато во Тетово, уште позната како индустријска. Врнежите дополнително го отежнуваат сообраќајот на ионака една од најфреквентните улици во градот. Голем проблем е тоа што десната страна од коловозот е блокирана од паркирани возила кои истовараат роба во магацините. Граѓаните велат дека надлежните треба да реагираат. Мој коментар е да се отвори улица Благоја Тоска. Толку. Мислите дека ќе се олесни сообраќајот тогаш? Како? Мислите дека ќе се олесни сообраќајот? Ќе се олесни многу. Треба да направат посебно на лента, ова да треба да е за паркинг, ништо друго.
Мислите дека треба паркинг да има овде? Нормално, дуќаните работат. Заради дуќаните треба паркинг да се прави. Све општина е тоа. Аба што да правиме, таква е. Тетово е густо. Решение некое според вас за улицава да не биде толку блокирана? Треба паркинг. Треба паркинг. Што потхитно. Гужвата на оваа улица е секојдневна, особено во утринските часови. Дождот причинува дополнителен метеж, а се најавува дека слично време ќе преовладува и во следните неколку дена. Заради влажното време и сообраќајниот метеж од секторот за внатрешни работи Тетово со апел до возачите. Последните дождови во голема мерка ги променија условите за одвивање на сообраќајот. Поради тоа секторот за внатрешни работи Тетово апелираат на максимална внимателност, особено во доцните вечерни и раните утрински часови, кога на одредени места има и магла и кога се присутни пониски температури од дневните. СВР Тетово апелира возачите да ја прилагодат брзината на возилата според условите на патот и посебно оние кои се движат кон Стража, Маврово, Попова шапка или по долината на Радика, каде се можни и одрони од камења. На возачите им се советува исто така редовно да ја проверуваат техничката исправност на возилата и пред се на сопирачките и уредите за управување, да не престигнуваат на непрегледни места и да не седнуваат зад волан под дејство на алкохол, без положен возачки испит или без придружник, доколку станува збор за возачи почетници. Од СВР Тетово информираат дека ќе продолжат со засилени контролни активности на подрачјето и законски ќе ги санкционираат сите прекршоци. Доколку временските прилики бидат поволни, новиот покрив во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар ќе биде готов во декември. Градоначалникот Арбен Таравари беше да ги проследи работите на терен. Веќе 10 дена интензивно се изведуваат работите за нов покрив на основното училиште Гоце Делчев во Гостивар. Првичните најави се дека кровот би требало да биде завршен во декември, но сепак тоа најмногу зависи од временските прилики. Како што веќе информиравме, проектот го реализира општината со поддршка на швајцарската влада и UNDP. Градоначалникот Арбен Таравари беше да ги проследи работите на терен. Вредноста на проектот е околу $354,000 ако не се лажам. Некои ме критикуваат дека многу коштало тоа, меѓутоа нека дојдат, површината е огромна. Местото кај што стоиме ќе биде зелен кров. Јас се надевам дека овој проект вреди. Тука учат околу 1000 деца од различни етнички заедници. Стварно, иако минатата власт ја промовираше дека имаме европски училишта, ова е африканско училиште. Со кровот, ако гледате од надвор, жалосно изгледа. Овде би требало да биде ботаничка градина и учениците по биологија да одржуваат часови во кровот на училиштето. Единствено училиште инаку во Македонија кој што ќе биде со дел од неја да биде зелен кров. Новиот покрив значи трајно решавање на повеќе деценискиот проблем на учениците и наставниот кадар во основното училиште Гоце Делчев. Од стариот и руиниран покрив кој што протекуваше, најмногу штети трпеа одделенијата на вториот кат, каде во училниците често се поставуваа кофи да ја собираат водата. Физички нападнато 30-годишно лице при излегување од дискотека во Тетово. Следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово полициска станица Гостивар ноќеска околу 1 часот на улица Живко Брајковски во Гостивар лишиле од слобода 21 годишник и 18 годишник од Гостивар затоа што при преглед кај нив пронајдена е марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Гостивар и по целосното документирање на случајот против нив ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 12 часот и 30 минути 30 годишник од Тетово во полициската станица Тетово пријавил дека околу 3 часот и 30 минути на излегување од дискотека во Тетово физички бил нападнат од 20 годишник и 29 годишник од тетовското село Теарце и од уште неколку други непознати лица.
Се преземаат мерки за расчистување на случајот и против инволвираните ќе следуваат поднесоци. Исто така, во текот на вчерашниот ден, околу 14 часот и 15 минути, во Савара Тетово пријавено е дека 49 годишник од гостиварското село Леуново во алкохолизирана состојба го нарушил јавниот ред и мир пред угостителски објект во Мавровјанови. Тој набрзо бил приведен и против него ќе следува поднесок. Во Гостивар вчера вечер свечено беше отворен меѓународниот театарски фестивал Отело. На програмата се 6 театарски представи на македонски, албански, босански и на турски јазик. На радост и задоволство на љубителите на театарската уметност, вчера вечер во Центарот за култура Асно во Гостивар беше отворен меѓународниот театарски фестивал Отело. На вечерта на отворањето, публиката имаше можност да ја проследи представата Надвор паѓа снег во изведба на Тетовскиот театар, кој што е надвор од конкуренција за награда. До 8 ноември, секоја вечер во Гостивар ќе биде вечер на театарот со по една представа. Очекуваме голем број на љубители на театар и ние како организатори сме добро подготвени за сите представи што ќе присуствуваат во Гостивар и очекуваме дека све ќе биде окей. Програмата е многу заблагодарувајќи на селекторот на фестивалот, режисерот Ен Римлијани. Програмата е многу добра, значи имаме 5 држави што ќе освојуваат во Гостивар со театарот. Сите представи ќе се играат на сцената на Центарот за култура со почеток во 19 часот. Ја би препорачал секој кој е во можност да присуствува. Навистина го гледам репертуарот, е навистина добар репертуар. Се очекува да биде во највисоко ниво што е можно. Технички сме сите спремни и верувам дека ќе биде една добра забава. Во рамки на фестивалот ќе бидат одиграни представите Ај Кармела на воениот театар Сартар од Сараево, Злосторство на 21. век на Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот од Велес, Петте доба на Народниот непријател на Мултимедијалниот центар од Приштина, Раѓање на Барбара на Народниот театар од Турција и Ширли Валентина на театарот Александар Мојсију од Албанија. Фестивалот ќе се заокружи со доделување на награди за најдобра представа, најдобар режисер и најдобри актер и актерка. Сдруженијето на Срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка одржа завршен концерт во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово, во рамки на проектот Експериментално-едукативна работилница за фолклор. На концертот со своји точки настапија оркестарот и фолклорната секција при Сдруженијето на Срби и македонци Кут Бранко Чајка Тетово. Концертот го збогатеа и гости од Србија. Истиот се одржа како дел од експериментално-едукативната работилница за фолклор, која спроведе низа активности, во чиј фокус беа фолклорните елементи. Сушност е главна и завршна активност на проектот Едукативно-експериментална работилница, кој е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија како проект од национален интерес во културата за 2019 година. Целта е да се афирмира и презентира македонскиот фолклор и фолклорот на заедниците кои живеат тука. И задача ни беше, членовите на културно-уметничкото друштво, играорците, покрај оние стандардни чекори што мора да ги знаат, сакавме малку и да ги едуцираме. И во тоа ни помогна Ненад Вукојчич, член на оркестарот и некој етномузиколог, кој со своји предавања малку повеќе им зборуваше во врска со фолклорот, што е фолклор, некои основни познавања за фолклорот да ги имаат децата. Во работилницата беше вклучена активно кореографот и Снежа Евкостка, која исто така многу помагаше во активност околу во работилницата. Работилницата се состоеше во изработка на некои делови од народната носија, од елементи од носијата. Истакна Сонја Андонова од Кут Бранко Чајка. Од Кут Бранко Чајка настапија со Билјана Платно Бележ и Тресеница.
На концертот настапи и членовите на пеачката група на Сдруженијето на македонци Јабука од Јабука. Вчера во спортската сала при Средното медицинско училиште Никола Штеин во Тетово по 18-ти пат се одржа меѓународниот карате турнир Тетово Опен 2019. Изминатиот викенд нашиот град по 18-ти пат беше домаќин на меѓународниот карате турнир Тетово Опен 2019. Околу 600 каратисти од Македонија, Косово, Албанија, Србија, Црна Гора, Бугарија и Босна и Херцеговина се надпреваруваа во кати и борби во спортската сала при Средното медицинско училиште Никола Штеин во Тетово. Од организаторот карате клубот Фати од Тетово се задоволни од турнирот, бидејќи тој секоја година е се помасовен и се надеваат дека тој тренд ќе продолжи во иднина. Овој турнир се одржува по 18-ти пат поред. Е меѓународен, традиционален и на овој турнир имаме посетители околу 600 такмичари од 7 земји. Значи од Косово имаме Албанија, Црна Гора, Србија, Бугарија, Босна и Македонија. Значи многу сум задоволен од учеството. Овој турнир секоја година ни значи многу поради тоа што посетеноста е многу масовна и така да јас сум како организатор многу задоволен, бидејќи ете тука ми доаѓаат и европски шампиони. Тука имаме за ова година, бидејќи јас сум и селектор на U21, можам да ги спомнам, тука е европскиот шампион Емил Павлов, тука е Доан Османи, европскиот првак за U21 и Петар Спасеновски како представник од Мак Петрол, исто европски првак за U21. Така да ете како што гледате и вие, значи многу е турнирот масовен и многу пред се квалитетен. Главен покровител на 18-тиот меѓународен турнир Тетово Опен беше општина Тетово, од каде истакнуваат дека општината како и досега ќе продолжи да го поддржува спортот во нашиот град. Во името на општина Тетово турнирот за отворен го прогласи председателот на Советот на општина Тетово Беким Мемети. Денеска Тетово има празник, да ти речем вака искрено, пошто во Тетово денеска се наоѓаат надпреварувачи од 6 земји. Карате клубот Фати, што е организатор на овој турнир, е многу добар познат во нашите краишта, поради тоа што во овој клуб се извадени многу европски шампиони, така да нас ни е чест како општина Тетово да го поддржуваме овој настан. Сме го поддржувале и претhodно, значи финансиски, а ја и морално, пошто го имам другар, господинот Алин Хусейни, што е тренер, иначе и селектор на карате репрезентација на Македонија. Значи, денеска сум тука за да ја отварам овој меѓународен турнир, така да ќе видиме и според организаторот колку број на учесници денеска имаме, но според тоа што го видам и што зборуваме меѓу нас, се гледа дека овој турнир од година на година расте и мислим дека ќе продолжува овој тренд и понатаму. Најдобра екипа на турнирот беше карате клубот Биела од Херцег Нови Црна Гора со 8 освоени златни одлишја. На второто место се најде карате клубот Фунакоши од Скопје со 7 победи, додека третото место го освоија каратистите на Шари од Урошевац, Косово. Љубителите на спортот во полок имаа можност да проследат интересни надпревари во екипните спортови овој викенд. Наинтересно беше на градското фудбалско дерби помеѓу Љуботен и Тетекс, а белек на викендот оставија и двата прекинати надпревари поради физички напад во Добридол и во Гостивар. Фудбалските прволигаши го одиграа 13-тото првенствено коло. Екипата на Шкендија на домашен терен со убедливи 4:0 го совлада Велешки Борец. Армен Талими беше стрелец на 3 погодоци за тетовци, додека еден гол беше дело на Бесарт Ибраими. Фудбалерите на Ренова беа поразени на гостувањето во Скопје од лидерот Вардар со 2:0.
После ова коло, Шкендија со 18 бодови се искачи на пристојното трето место, со дури 12 бодови за останување зад Вардар, додека Ренова падна на 8-та позиција на табелата. Во второлигашката конкуренција екипата на Гостивар забележа домашна победа над последно пласираниот Охрид со 2:0, со головите на Менга и Бектеши. Голема победа на гостински терен остварија фудбалерите на Вардар од Форино над Кадино со 2:1. Стрелци на головите за екипата од Форино беа Јупи и Алии. Од полошките екипи единствено Дрита загуби, и тоа со 2:1 на гостувањето во Дебар од Кораб. На табелата Гостивар, Вардар, Форино и Дрита се од 5-та до 7-та позиција. Шестото коло на третата лига Запад го одбележаа двата прекинати надпревари. Дуелот во Добридол помеѓу Беса и Камењане не го дочека својот крај, откако дел од гостинските фудбалери физички ги нападнаа судиите во 33-та минута. Слично беше и во Гостивар, каде дуелот помеѓу флемуртариот Дебреше и Кичевски Напредок беше прекинат во 70-та минута, откако еден домашен фудбалер физички го нападна судијата. Од оние надпревари кои го дочекаа својот крај, најинтересно беше на градското дерби помеѓу Љуботен и Тетекс. Условно гостинот на овој надпревар екипата на Тетек забележа победа од 2:1 со головите на Билбиловски и Петровски, додека единствениот погодок за Љуботен беше дело на Дамјановски. На останатите надпревари беа постигнати следниве резултати: Речица Пролетер 1:1, Арсими Трабзонспорт 1:0 и Нераште Зајас 0:2. Следното коло во третолигашката конкуренција ќе се одигра веќе во среда. Кошаркарите на Гостивар полесно од очекувањата славеа убедлива победа на гостувањето кај Скопски Вардар со 86:55. Гостиварци во текот на целиот надпревар го диктираа темпото и на крајот сосема заслужено забележаа убедлива победа. Најдобар поединец во составот на Гостивар беше американскиот кошаркар Донован Доналдсон со 20 поени, додека Ѓорѓе Џелетовиќ постигна само еден помалку. Интересно за овој надпревар е што сите 12 кошаркари кои се најдоја во записникот кај Гостивар успеа да постигнат поени. Во второто коло на првата машка одбојкарска лига најинтересно беше на тетовското дерби помеѓу Универзитет Тетово и Шкендија, кој им припада на домашните со 3:1. Победа во ова коло забележа и одбојкарите на Лирија, кои на гостински терен го совладаа Борец со максимални 3:0. На табелата Универзитет Тетово е на втората позиција, додека Лирија од Жеровјан е на четвртото место. Во женскиот дел од одбојкарското првенство се одигра третото коло. Универзитет Тетово изненадувачки забележа победа на гости кај Пелисер Волеј со 3:2 и сега е на 10-тото место во конкуренција на 12 екипи. Одбојкарките на Бамикор и во ово коло загубија со максимални 3:0, овој пат од Струмица на гости, со што и понатаму остануваат на последната позиција на табелата. Времето денес беше облачно со врнежи од дожд. Дуваше умерен до засилен ветер од јужен правец. Температурите се движеа во интервал од 8 до 12 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде сончево со мала облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 4 до 14 степени Целзиусови. Временската прогноза е последната информација и за овие регионални вести. Пријатно!